Го следите најновото информативно издание на Еден ТВ. Добар ден. Екипата на Еден ТВ од вчера престојува во Будимпешта, каде ќе се обиде да ја открие трагата на побегнатиот поранешен премиер Никола Груевски. Според информациите со кои располагаме, тој се наоѓа во вилата на унгарскиот премиер и негов последен поддржувач Виктор Орбан, откако првата вечер во Унгарија ја поминал во хотелот Коринтија во Будимпешта. Претходно и Груевски на својот официјален Facebook профил објави дека ќе бара азил во Унгарија, но како што претходно рече, преку линковско јавување во студио 1 председателот на Кривичен Иван Џолев нема основа за тоа, особено ако причина се заканите по неговиот живот. Во овие вести со ексклузивни информации од Будимпешта, линковски ја вклучуваме колешката Кристина Атовска. Атовска, кои се последните информации од теренот? Така е, Александар, како што веќе најави, ние се наоѓаме пред хотелот Коринтија. Ова зад мене е луксузниот хотел во кој Никола Груевски ја поминал првата ноќ во овој град. Според нашите информации, тој ја напуштил Македонија 8 према 9 месецов, а по пристигнувањето во Будимпешта бил сместен во еден од најлуксузните хотели, односно во на оваа локација на која што ние сега се наоѓаме, која што мора да кажам дека е прилично сместена во самиот центар на градот. Ние имавме прилика изутринава да поразговараме и со нашите информатори овде во Будимпешта и секако имаме веќе некакви информации и за статусот и за барањата на поранешниот премиер Никола Груевски. Се чини дека овде во оваа држава тоа е многу поголема тема отколку што ние мислевме во Македонија. Овде медиумите, но и аналитичарите и истражувачите зборуваат за тоа дека пресуден момент, односно пресудна одлука на Орбан за тоа каков курс во иднина ќе заземе Унгарија. Дали ќе биде европска држава или пак ќе се сврти према Русија. Според нашите информатори, Орбан го штити Никола Груевски токму по барање на Русија. Како што веќе кажав, сите анализи, сите пишувања во весниците велат дека Орбан буквално бира дали ќе се сврти спрема Русија или пак ќе го задржи европскиот курс, секако да подсетиме дека оваа земја веќе е дел од Европската унија. Што се однесува до барањето за азил, Никола Груевски веднаш го има поднесено по пристигнувањето во оваа држава, затоа дури успеавме да земеме потврда, а според нашите колеги овде и според досегашната пракса велат дека оваа држава не дава азил на лица кои доаѓаат од земји во кои што нема војна и од секуларни држави каква што е Македонија. Процедурата обично трае 60 дена, додека забрзаната процедура трае само 15 дена. Но според сите правни регулативи можност за да се добие азил нема. Така што доколку сепак Орбан одлучи да му даде политички азил на Никола Груевски, тоа ќе биде политичка одлука, а не според правните процедури кои ги има пропишано оваа држава. Александар, ние остануваме овде во Будимпешта, имаме испланирано многу активности во текот на денот, кои за сега нема да ги откријам, но ќе им препорачам на гледачите да останат со нашата програма, бидејќи ќе имаат можност да слушнат и некои ексклузивни изјави во контекст на ова за кое што сега известувавме. Александар? Атовска, ти благодарам за информациите во ова вклучување во вестите, како што најави ти остануваш во Будимпешта да ја следиш трагата на побегнатиот екс-премиер Никола Груевски. Со нови информациите вклучуваме во наредните информативни изданија. Специјалната обвинителка Катица Јанева во вчерашното гостување во Еден ТВ во однос на префрлањето на вината меѓу институциите по бегството на екс-премиерот Никола Груевски рече дека тие се труделе да ја извршат својата задача професионално и специјалното јавно обвинителство побарало притвор во согласност со дотогашната и сегашната пракса за високо коруптивни случаи. Специјалната обвинителка рече дека за обезбедување на присуството на Груевски во постапките биле искористени сите правни механизми. Па мислам дека институциите се трудат да ја извршат својата задача професионално. Како прво,
да кажам за институцијата која ја водам. Специјалното јавно обвинителство побара притвор согласно до тогашната пракса и сегашна на судот за високо коруптивни случаи кога се работи да побара притвор, а тоа се случи уште на 12.2.2016 година од страна на специјалното обвинителство кога ја отвори првата истрагата Титаник за изборните нерегуларности. Од страна на Основниот суд Скопје 1 беше одбиено нашето барање. Ние поднесовме жалба која исто така не беше одбиена. Немаше ни определено ни мерки. Да, потоа со подигањето на обвиненијата, меѓу кои е Титаник, едно против обвинетиот Никола Груевски на 30 јули 2017 година, побаравме исто така притвор во предметот Титаник против обвинетиот тогаш и сега Никола Груевски, и за него од страна на Кривичниот совет беа определени само мерки за предпазливост, односно јавување на обвинетиот еднаш неделно во судот во Скопје и одземање на пасошот. И додека надлежните институции си ја префрлаат вината за бегството на екс-премиерот Груевски во Унгарија, аналитичарите ги разгледуваат правните можности за негово апсење и екстрадиција. Во отвореното студио на 1ТВ гостуваа судијката Маргарита Цаца Николовска и професорот Беким Кадрiju. Во продолжение ви пренесуваме дел од овој разговор. Од аспект на барањето негово за политички азил. Значи, не е работата дека неговиот живот бил во опасност. Туку тој ќе тврди дека постапките во нашата држава против него се поради неговите политички мислења, политички идеи. И на тој начин ќе бара политички азил. Но тој не е дискредитиран од јавниот живот. Пратеник е, да, повелете. Пазете. Да. Значи, вие имате две држави во конкретниот случај. Барањето за азил ќе се третира од институциите на Унгарија, ако има такво барање. И тие ќе го третираат. Џабе ние даваме аргументи кога тие може да имаат различен поглед на ова прашање. Да, исто како што судовите во Грција има различен поглед од нашиот поглед кон тоа прашање и ни го одбија барањето за екстрадиција. Конкретно, значи, најважна конвенција за прашањето на екстрадиција е Европската конвенција за екстрадиција. Во Европската конвенција имате изрична одредба според која државата може да го одбие барањето за екстрадиција ако едно лице е осудено поради политички причини или ако се работи за политички кривични дела. Проблемот е што е тоа политичко дело го толкува самата држава што го поставува тоа прашање, односно во конкретниот случај замолената држава. Значи замолената држава, тоест Унгарија, ќе цени дали се работи за политичко дело, дали тој има политички прогон во нашата држава или не. Прво е прашањето што државата како аргумент би го понудила за екстрадиција врзано за евентуално политичкиот терор кој што наводно го имал господинот Груевски. Тоа е едната работа. И втората работа е што другата држава, ако е во Унгарија, ќе прифати дека е како аргумент доволно за да се утврди дека Груевски политички бил малтретиран во оваа насока. А друго е прашањето во делот за Грција. Значи, Грција одлучи да не го екстрадира, да не ги екстрадира овие две личности заради претходната амнестија која што беше дадена. Тоа е повеќе од формално правен аспект кој што беше третиран во Грција, а овдека во дадената ситуација мислам дека Унгарија треба да даде аргумент зошто е политички малтретиран или кои се елементите за да му се даде политички азил.
Поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски ноќеска се приведени и пренесени во затворот Шутка. Одлуката за приведувањето ја донел Кривичниот суд на барање на специјалното јавно обвинителство. Јанакиевски и Божиновски се обвинети во неколку предмети на СЈО за кои се водат судски постапки. Нивното приведување следува по бегството на поранешниот премиер Никола Груевски во Унгарија, каде што побара политички азил. Во Кривичниот суд во Скопје за денеска е закажано ново рочиште за случајот Титаник на специјалното јавно обвинителство, каде меѓу обвинетите е и токму поранешниот премиер Никола Груевски. Денешното рочиште го следи колегата Игор Стефановски, со деталите оттаму го вклучуваме во овие вести. Игор, повели. Благодарам, Александар. Во овие моменти на обвинителна клупа не се поранешниот премиер Никола Груевски, бидејќи е во бегство во Унгарија, како и обвинетите поранешен генерален секретар на владата Кирил Божиновски и поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски, бидејќи не се спроведени од Скопскиот истражен затвор, кој што е сместен во општината Шуто-Оризари. Обвинителката Лиле Стефанова образложи зошто и побарале притвор токму за Јанакиевски и за Божиновски, следејќи го моментот, како што рече обвинителката Стефанова, дека Груевски се дал во бегство, а по него имале информација од специјалното јавно обвинителство дека и Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски имале план за да се дадат во бегство на истиот начин, како што рече Стефанова во судница, како и поранешниот премиер кој сега веќе е бегалец, односно и е сместен во унгарските власти. Во овој моменти обвинителката Лиле Стефанова пред малку од Кривичниот суд побара, односно од судијата Осман Шавани кој го води процесот за изборни нерегуларности, да се суди во отсуство на поранешниот премиер, а веќе наредното рочиште да продолжи главната расправа. Со ова Стефанова образложи дека бидејќи токму Груевски е организаторот и тој е осомничено обвинетото лице кое што ја организираната криминална група за организирање на изборите, токму кои што се ставаат на товар по обвинение и на Никола Груевски како поранешен премиер и на уште 20 обвинети во овој случај за изборните нерегуларности. На денешното рочиште требаше да се пуштаат телефонските разговори кои ги останаа повеќе од 100 за прислушување во самиот суд. Наспроти барањето на обвинителката Лиле Стефанова да се суди во отсуство, бранителот Еленко Миланов побара да не се суди во отсуство бидејќи нема такви законски можности. Во овие моменти одбраната го изнесува својот говор во делот на тоа дали судската постапка за Груевски да биде раздвоена и да му се суди или да му се суди во отсуство. Сепак советот ќе одлучува на судии кои што постапува во овој судски случај Титаник, дали ќе продолжи да му се суди на Груевски во отсуство, како што бара специјалното јавно обвинителство, но јас не го чув ставот на одбраната до овие моменти, дали бараат да биде раздвоена постапката. Секако за овој момент повеќе детали ќе имаме во наредните информативни изданија. Инаку на самиот почеток од главната расправа судијата Осман Шабани прочита отсуство и рече дека веќе знаат дека Никола Груевски нема да биде појавен денеска на обвинителна клупа, а дури вечерва ги добиле се веќе испратени во Скопскиот истражен затвор Миле Јанакиевски и Кирил Божиновски, а од претходно биле уредно повикани, но сепак поради новата околност, бидејќи тие се на 30-дневен притвор во Шутка, рочиштето најверојатно денеска нема и да се одржи. Сепак ќе се чека одлуката дали ќе се раздвои случајот конкретно за поранешниот премиер Никола Груевски или пак ќе му се суди во отсуство како што бара и специјалното јавно обвинителство. Александар, ние стануваме да го проследиме судскиот процес. Тоа што сакам да го напоменам е дека пред почетокот на судењето обвинетата Гурдана Јанкуловска беше прашана дали има околности и таа да се даде во бегство. Таа пак одговори на новинарските прашања дека сепак не би имала потреба да се даде во бегство, бидејќи за неја има мерки за предпазливост. И адвокатот Еленко Миланов имаше куса изјава за медиумите во кој го оцени како политички прогон токму приведувањето и внесувањето во Скопскиот истражен затвор на 30-дневен притвор и на Јанакиевски и на Божиновски. Александар. Игор, ти благодарам за информациите и за извештајот во ова вклучување во вестите. Ние продолжуваме со останатите содржини. Денеска во Кривичниот суд треба да се одржи рочиште и за случајот Тревник, каде обвинети се Драган Павловиќ Латас и неговите браќа Срđан и Звездан за бесправна градба на 3 викенд куќи во Зелениково. Според специјалното јавно обвинителство, обвинетите изградиле 3 викенд куќи во општина Зелениково без да имаат право на ваква градба, односно граделе без одобрение. Во прибавените докази на
СЈО, меѓу кои и сателитски снимки, вештачење како и останата документација. Овие 3 викенд куќи биле започнати со градење во 2011 година, а одобрение за нивна градба од општината е добиено во 2013 година, кога веќе биле и завршени. Британија и Европската Унија се договорија за Брекзит. Денеска за планот ќе разговараат министрите на МЕИ и представниците на 27 земји членки. Вработените во јавниот сектор во Грција почнаа 24-часовен штрајк. Епидемија на колера во Конго се шири преку импровизираните здравствени центри. Следуваат вестите од регионот и светот. Британија и Европската Унија по една година тешки преговори го согласија нацрт договорот за Брекзит, што денеска премиерката Меј им го представи на своите министри. Таа се наоѓа во тешка положба бидејќи заговорниците за тврд Брекзит ја обвинуваа дека му попуштила на Брисел. Се очекува денеска попладне да се сретнат и представниците на 27 земји членки. Претходно британските и ирските медиуми јавија дека двете страни се согласиле границата меѓу Северна Ирска и Британија да остане без царини и други пречки. Синдикатот на вработените во јавниот сектор во Грција АДД почна 24-часовен штрајк во кој учествуваат лекарите и болничарите од државните болници, наставниците и воспитувачите и вработените во општините. Поголеми плати и пензии, укинување на воведениот данок на собственост, постепено враќање на 13-тата и 14-тата плата, намалување на ДДВ-то, запирање на приватизацијата на државните организации се дел од нивните барања. Собир во центарот на Атина закажа и синдикатот ПАМЕ на Комунистичката партија на Грција. Советот за безбедност на Обединетите нации на затворена седница не успеа да се договори како да се реши ситуацијата со растечкото насилство во Газа. Палестинскиот амбасадор изјави дека Советот е парализиран и не успел да ја преземе одговорноста. Една земја ја затвора вратата за дискусија, ги обвини САД и додаде дека Вашингтон станува се повеќе произраелски од доаѓањето на Трамп во Белата куќа. Амбасадорот на Израел рече дека неговата земја нема да прифати барање за воздржаност до двете страни. Едната страна истрела 400 ракети врз цивилно население, а другата ги заштитува своите граѓани, рече тој. Првата дама на САД Меланија Трамп побара Белата куќа да ја смени заменик советничката за национална безбедност Мира Рикардел, именувана на почетокот на годинава. Ставот на канцеларијата на првата дама е дека веќе не ја заслужува честа да служи на Белата куќа, соопштија оттаму. Персоналот на источното крило наводно се жалел дека Рикардел се расправа со нив за користењето на ресурсите на Советот за национална безбедност и споделила спорен извештај со шефот на кабинетот на Белата куќа Џон Кели и секретарот за одбрана Џим Матис, пишува Гардијан. Епидемијата на колера во Конго ќе трае уште најмалку 6 месеци, проценуваат од Светската здравствена организација, бидејќи импровизираните здравствени објекти кои нудат и традиционални и современи методи на лекување станале главен извор на пренесување на болеста. Од СЗО вела дека тие се поврзани со повеќе од половината од вкупниот број случаи во Бени, најголемиот град погоден од епидемијата која досега однесе над 200 животи. И пред крајот на вестите информираме и за временските прилики во земјава. Времето во Македонија предпладне ќе биде сончево, попладне променливо облачно и студено со услови за локален дожд, а на повисоките места и планините со услови за снег. Ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер што ќе придонесе за прочистување на воздухот во котлините. Утринската температура ќе се движи од -3 до 2, дневната од 12 до 21 степен. Во Скопје слично време, предпладне сончево, попладне променливо облачно и студено. Ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер, утринската температура ќе се спушти до -2, а дневната ќе достигне до 16 степени. Тоа беше и последната информација во овој преглед на вестите. Следното информативно издание е во 12 часот. Останете со програмата на 1 ТВ и имајте пријатен ден.